Застани исправено. Диши мирно низ нос. Постави поглед во една точка пред тебе. Точката е стабилна. Погледот не шета. Ке работиме на десна нога. Левата нога ќе се крене. Распореди тежина на десното стапало. 4 точки се активни. Под палецот, под малиот прст, надворешна пета, внатрешна пета. Микро свиткај го десното колено. Не го заклучувај. Активирај го десниот бут. Активирај го глутеусот. Стомакот држи лесна поддршка. Крени ја левата нога. Фати го стапалото со рака ако ти помага. Постави го левото стапало. Опција 1. Стапалото на внатрешниот лист. Опција 2. Стапалото над коленото на внатрешниот бут. Важно. Никогаш не ставај стапало директно на колено. Притисни стапало во нога и нога во стапало. Контактот е активен. Порамни ја карлицата. Двата колка се во иста висина. Левиот колк не оди нагоре. Замисли дека карлицата гледа право напред. Вдиши. Продолжи се нагоре низ рбетот. Издиши. Стабилизирај го стапалото и стомакот. Рацете. Опција 1. Дланки во молитва пред градите. Опција 2. Рацете над глава. Дланки допрени или раздвоени. Ако рацете се горе, рамената надолу. Вратот долг. Градниот кош отворен. Ребрата спуштени. Провери ја главата. Темето расте нагоре. Брадата паралелна со под. Устани во позата. 5 до 8 длабоки вдишувања. Со секое вдишување растеш нагоре, со секое издишување се вкоренуваш во стапалото. Ако губиш баланс, не се лути. Диши. Врати го погледот во точката и микро свиткај го стоечкото колено. Излез од позата. Вдиши. Спушти ја левата нога на под. Издиши. Спушти ги рацете. Одмори еден здив. Почувствувај ја разликата. Смени страна. Левата нога е основа. Десната нога се крева. Повтори исто. Кратки корекции. Ако стапалото лизга, притисни повеќе со стапалото во ногата и со ногата во стапалото. Ако колкот оди нагоре, спушти го нежно. Активирај стомак. Ако рамената се креваат, издиши. Спушти ги. Крај.